Паркинг просторот, каде што е лоциран пазарот за стари работи во Долно Којнаре, кој не е наменет за таква дејност, ќе биде дислоциран, најави градоначалникот Максим Димитриевски. Една од можните локации според Димитриевски е спортскиот аеродром Аџитепе. Имаме делумно импровизиран паркинг простор кој што е под владение на јавно предпријатие Позаришта Куманово, кој што не ги задоволува потребите на тој пазар кој што вие го нарековте бувљак, но тој всушност е сточен пазар на градот кој што работи 2 дена и многу повеќе е се отколку за основната намена, но како и да е се бараат алтернативни решенија, тој пазар кој што е тука лоциран во иднина да биде дислоциран на друга локација, една од можните локации аеродромот Аџитепе како за времена намена за организирање на таков пазар, за да може да се растерети овој овде кој што би бил во функција на тоа што е наменета, тоа е сточен пазар. На граничниот премин Табановце на излез со државата, вчера вечер полициски службеници лишиле од слобода 29 годишен државјанин на Грција, затоа што при гранична контрола и преглед во возилото со германски национални ознаки кое што го управувал, биле пронајдени повеќе разновидни пиротехнички средства. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти Министерството за внатрешни работи. Повеќе улици се изградени за неполни 4 месеци на територијата на општина Куманово, а градот е побогат и за 4 детски катчиња. Како што информираат од општина Куманово, од јануари до сега асфалтирани се над 6000 метри квадратни површина, а бекатон е поставен на површина од над 11000 метри квадратни. Изградена е атмосферска и фекална канализација во должина од 600 метри. Од почетокот на оваа година до сега општина Куманово спроведе значајни инфраструктурни проекти со цел подобрување на урбаните и руралните области, велат од локалната самоуправа. Како што потенцираат надлежните, направени се 3 детски катчиња на градскиот кеј во населбата Перочичо и во Зеленрид. Учениците од Средното техничко училиште Наце Буѓони, Меланија Лазаревска, Теодора Николовска, Дарија Трендафиловска, Ева Цветановска и Леонита Лексовски со поддршка од Лара Цветковска изминатата седмица успешно допреа до 74 ученици од 2 и 4 година, со цел да го поттикнат нивното размислување и да ги охрабрат да зборуваат за важноста на менталното и емоционалното здравје, информираат од Сдруженијето Доверба. За таа цел, според Доверба, подготвиле едукативна емотивна презентација и вежби за ментално и емоционално здравје, која привлече внимание, разбирање и отворен диалог. На работилниците присуствувале нивните професорки и представнички на стручната служба, психолог и педагог. Активностите се во рамките на проектот Заедно сме посилни преку врсничка едукација до здравје и ненасилство, поддржан од екуменска иницијатива Жена Омиш. Центарот за истражување и одржување на традицијата Етно-фолк студио од Куманово вчера во основното училиште Вук Караџиќ ја представи етнособата во рамките на одбележувањето 7 години од постоењето, објави општина Куманово. Во етнособата изложени се делови од македонски народни носи од различни краеви на државата и орнаменти, кои го отсликуваат културно-историското богатство и традиција на Македонија. Поставката ќе биде изложена 5 дена, а целта е да се негува и сочува сето она што долги години со огромен труд и ангажман е создавано на македонското тло. Општинската организација на Црвениот крст од Куманово изминатата седмица ја одбележа традиционалната недела на солидарност под мотото Вашиот прилог значена помош. Во рамките на неделата општинската организација од Куманово дистрибуираше 60 прехранбени пакети од собирни акции кои што се спроведоа со поставување на пунктови за донација. Воедно во гимназијата Гоце Делчев се одржа собирна акција за донација на облека. Хуманитарните пакети беа поделени на социјално загрозени семејства од општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане, информираат од Црвен крст Куманово. На платната станица кај Миладиновци за влез и излез од Скопје ќе биде проширена со уште една лента од десната страна, најави директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски при неодамнешната посета на Куманово. Тој пат тие патари не е само таа патарина, туку имаше едно 5-6 патарини кои што беа
финансирани од Светската банка, беа тука многу закочени работите, успеавме после неколку месеци да бидат тие откочени, така да ќе се прави уште една лента од десната страна и со тоа да се зголеми проточноста на веќе тоа е една од најтесните грла на патарините во Република Македонија и јас се надевам дека за неколку месеци тоа ќе биде решено. И можам да кажам дека подготвуваме нова одлука со која што ќе гледаме да што повеќе имаме поминување на патарините со тагови. Ако сега имаме 35.000 тагови, планираме да дојдеме до 200 до 300.000 тагови, слично намо како што е во Србија, а и тие да важат и во Србија, и во Грција, и во Хрватска. И искрено се надевам дека до лето тоа ќе го направиме, така да наместо да има една лента со тагови, ќе има две ленти, а може би повеќе. Целта е што повеќе да има поминување со тагови, што помалку со картички или со кеш пари. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер лишиле од слобода 44 годишен кумановец бидејќи кај него била пронајдена марихуана, информира Министерството за внатрешни работи. Неколку часа подоцна за поседување марихуана во полициската станица бил приведен и 18 годишен кумановец. По целосно документирање на случаите, против нив ќе следуваат соодветни пријави, соопшти МВР. Кумановскиот театар ја подготвува представата Калигула по текст на Албер Ками во режија на Ѓорги Ризески. Ова е еден од двата проекти за македонската драма поддржани од Министерството за култура, а премиерата се очекува на средината на мај. Во представата играат актери од ансамблот на театар Куманово и соработници. Нашиот Калигула е слободен човек, уметник кој се бори и твори во името на слободата, удира со главата во зидот и го руши. Не го прифаќа секојдневието во животот и војува за промени. Ја бара месечината, друзила невозможното, вели режисерот на представата Ѓорги Ризески. Православните верници денес го одбележуваат празникот Источен петок Балаклија, кој доаѓа во првиот петок по Великден и е посветен на Мајката Божја и незините чуда. Во Куманово традиционално централното чествување на Балаклија е во црквата Света Петка во Бедиња, каде што се собираат голем број верници, се служи литургија, граѓаните палат свеќи, се поклонуваат пред иконите, сечат колач. Традиционално на Балаклија во Света Петка се избира и кум на прославата за наредната година. Свештените лица посочуваат дека на Балаклија се јаде мрсна храна, иако се паѓа во петок. Министерството за образование и наука објави повик за доделување парични награди за освоено прво место на државен надпревар за ученици во основното и средното образование и наставниците кои ги подготвиле за надпреварот. Надпреварот треба да биде организиран од акредитирано здружение на наставници. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на надпревар на државно ниво во учебната година се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година, кога е организиран надпреварот, се наведува во повикот на Министерството за образование и наука. Ученикот заедно со наставникот кој го подготвувал за надпреварот треба да достави електронска пријава на порталот euslugi.mon.gov.mk со која во прилог доставува и документи кои се наведени во објавениот повик. На 28, 29 и 30 април годинава во 8 часот ќе се изврши дератизација и прв третман против бубашваби на територијата на општина Куманово. Третманот ќе се спроведе во шахти на постоечката канализација. Во случај третманот да не се изврши во предвидениот период поради неповолни временски услови, истиот ќе биде одложен за наредниот ден, објави општина Куманово. Во рамките на проектот Справување со загадувањето на воздухот, кој е дел од програмската рамка на UNDP финансирана од Кралството Шведска и кофинансирана од општина Куманово, во тек е ажурирање на постоечкиот план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух на општина Куманово, кој е усвоен и одобрен од Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање и Советот на општина Куманово.
Понеделник во 12 часот во зградата на поранешен комитет ќе се одржи јавна расправа за ажурирање на постоечкиот план за подобрување на квалитетот на воздухот со дополнителни предлог мерки за справување со загадувањето. Општина Куманово ги поканува сите заинтересирани граѓани и невладини организации да земат учество со цел, како што велат, да делуваат што поефикасно во справувањето со загадувањето на воздухот.